И јас сега имам едно чувство и морам да проговорам за нешто како доживам, да не бидеме премногу дефетисти во однос на некаква можност за помош на жртвите, особено на жртвите. Жртвите на сексуална злоупотреба децата може да им се помогне. Тоа е, како што видите, Крсте, една, како да кажем, една траума од висок степен, психолошка траума, но често сето тоа може да закрепне така добро да не остави никакви последици за психолошкиот развој понатаму. Сега, повторно, јас внимавам да не го джастифицирам, да не го оправдувам, да не оправдувам злоупотребата, него да дадам надеж за тие семејства и за тие деца. Навистина може со поддршка. И особено е важно, се враќам малку назад, затоа што отидовме малку во тоа дека немаме ништо и ајде да запреме тогаш да запреме емисијата, не можеме ништо да направиме за децата. Не, може да се направат многу работи. Едно од работите е да го стегнеме малци семејниот систем, да размислуваме во семејството како да ги научиме децата дека тие имаат своја приватност, дека ова се приватни делови на телото, дека никој не смее да ги убедува, да ги допира, никој не смее да им влезе во его простор, нели секој од нас има еден личен простор во кој што не смее. Не ни е пријатно кога се доближуваме, па така и децата. Треба да ги учиме дека за тоа имаат право, дека ни еден авторитет, колку да е голем, нели колку да е некој чичко, колку да сме ги училе, слушај ги постарите, за такви работи не треба да ги слушат и треба да кажуваат. Значи да прозборуваат, да ги ослободуваме. Тоа е дел од превенцијата. Училиштата, тоа се мајките и татковците на нашите деца. Таму се по 7-8 часа. Ние работевме многу со едно наше невладино здружение кое што се работува и со Драги и така натаму сме работеле на таа едукација и на наставниците. И наставниците се навистина приемчиви, луѓето кои што се многу со нашите деца и може да помогнат. Тие најчесто ги забележуваат. Педагозите, психолозите од училиштата се прекрасни луѓе на кои што треба да им се посвети малку повеќе внимание, да им се даде вистинска улога во училиштата. Ги имаме како мрежа, треба да ги користиме. Наставниците сами, класните раководители, тие све гледаат, тие го забележуваат детето катадневно. И така да треба да зборуваме за тоа, зашто тоа супортивно окружение може многу да му помогне на детето. Може никогаш да нема ни потреба да стигне до психолог, до психијатар. И затоа треба позитивно да разговараме за тоа. Злосторниците се друга приказна. За злосторниците јас останувам на тоа дека навистина сексуални злосторници имаме проблем со било каков третман модел, но не треба да одиме до крај да речеме никако, не, да ги обесхрабриме. Напротив, ваква емисија нека ги охрабри оние што сакат, нека повелат на клиниката за психијатрија можеме да поразговараме за секој проблем. Секој проблем е на некој начин или некаде решлив. Секој црн тунел, колку да е долг, на крајот може да има светлина. Добро, ајде да го мобилизираме тогаш Министерството за труд. Имаме конкретна соработка со Верче од Центарот за социјална работа и ке 10 години имаме предлог, ние ги остапуваме дел од нашите простори. Верче од Центарот социјални работи. Значи сме детектирале потреба за затварање на прифатилиште. За деца жртви на сексуална злоупотреба, кои ќе бидат згрижени на одредено време. А таа потреба не може никој да ја спори зашто го нема тоа прифатилиште. Ја прифаќате ли таа иницијатива? Апсолутно. Тогаш ајде да го мобилизираме Министерството, нека подржи една таква активност. Жртвите на одредено време нека бидат згрижени за едноставно да бидат заштитени од околината, од потенцијалниот силувачот и така натаму. И после тоа ќе разговараме со Центарот да му најдат трајно решение, дали ќе го вратат назад во семејство, ќе го отргнат силувачот, дали ќе го дадат во дом семејство, дали ќе го дадат. Треба системски да се работи. Јас повторно кажувам и не сакам да бидам неразбран дека на вистина детето по 16:30 часот нема институција која може да го згрижи, да го спаси, да го отргне, да го заштити, да го стави во некоја сепак е тоа важен момент, дека никогаш не знаеме кога ќе почувствува детето потреба да се јави и да побара некоја помош. Да не занемариме. Не збориме пак да го тргнеме детето, да го спасиме детето, да тргнеме мајката, а да го оставиме злосторникот. Зошто не го тргнеме злосторникот? Па да го тргнеме од тој дом злосторникот. Не, реков, извини, Крсте, реков да го тргнеме или ќе се пријави времено. Со тоа што потенцирам да не биде случајот ЗС од Велес, каде што наместо мајката да ја дадат на третман, идеше во невропсихијатрија, знае Новотни и Марија Ралева, па детето го третира, наместо да ја третираат мајката и детето идеше по институции. Ја не велам тоа, јас само кажам дека првиот момент да биде у тој дел да го заштитат, а потоа ќе се работи и со насилникот, и со детето. Сигурно ќе му се обезбеди на детето соодветни услови. Дали ќе биде пак, велам, дом семејство, дали ќе го вратат назад во семејството, ќе добие поддршка од најблискиот, можеби силувачот ќе биде на третман.
Дали ќе му дадат институција детски дом 11 октомври или во секој случај претпоставувам дека потреба е, потреба која треба детално да ги предвиди сите елементи со кои ќе се превенира, ќе се спаси, затоа што ако справува. нема таква институција, сега ја продолжувам, детето е приморано да остане во семејството, како многу жени што остануваат да бидат жртви на семено насилство поради економски причини, поради тоа што нема кај да се згрижи и така натаму. Зошто детето да не му се даде една таква можност? Бидејќи сме пред крајот на емисијата, а не сакам да остане едно прашање кое мислам дека е битно, ако ќе ве замолам накратко, доколку сите чувствувате потреба да го прокоментирате. Улогата на медиумите. Освен оваа улога на, не знам, на спроведување кампањи, подршка во кампањите и така натаму. Дали имате чувство дека медиумите можеби, како да кажам, двосмислено настапуваат во трката по сензационализам и насловни вести, на одреден начин погрешно придонесуваат во третменот на оваа појава? Па, видите, јас секогаш прашувам и вас ве прашувам кога ми пристапивте и ме поканивте во оваа емисија, како ќе биде, каков е концептот на емисијата. Ако постои простор каде што можеме професионално да дадеме некакви едукативни смерници или да отвориме некои прашања како што вечерва отворивме за превенцијата или за затегнување на семениот систем како супортивен, како подкрепен систем против едно вакво појава, тогаш медиумот го чини правото, нели? Ако некои родители сега слушаат и се охрабруваат и знаат за нешто што постои во нивното семејство, некои мајки кои што се зависни и молчат за злоупотребата на нивното дете, значи тоа медиумот направил многу повеќе од многу професионални организации. А ако тоа се оние случаи што Драги ги спомена сега и се на големи зона се зборува, па се кажува името на детето, па се покажуваат и сликите, тоа е само сензационализам, тоа е ревиктимизација, тоа е ретравматизација, тоа тиражот може да го подигнува. Јас тука би дал еден апел до сите, нели, особено електронски медиуми кои што ги следам, па и пишаните. Не смееме да ударните вести бидат со сите грозоти и затоа што тоа го гледат и нашите деца. И тоа е злоупотреба на деца. Треба да внимаваме. Мислам, трагедијата е голема на детето и сето тоа делува страшно и можеби е добро да се каже нешто, но не мора да се прикажуваат сите. На крајштата интимата на тоа дете се нарушува, интимата на тоа семејство се нарушува така. Да, особено не да се спомнуваат имиња, да се прикажуваат фотографии и така натаму. Во потполно се слагам со Тони што рече. Јас би сакал, не ме избегнувам мислата да го кажам еден пример, кога беше спомнато дека секоја втора жена, не на тема на емисијата, секоја втора жена во Македонија е злоставувана. Не беше тешко да видам дека над 730.000 жени се... Мора да дефинирам, баш направив една анализа на оваа година. Можам да кажам дека во нашата борба за заштита на децата и борба против педофилија, брзата интервенција на полицијата и медиумите ни беа главни сојузници и партнери во подигање на прагот на нетолерантност према педофилите. И ова што владата сега го прави, и мислам дека е резултати на тоа. Значи да се зголемат минималните казни за родоскрнавење, да се зголемат на 10 години, да се зголемат минималните казни за сексуална злоупотреба на лице со хендикеп, дете со пречки во развој, да се зголеми казната на тие што тргуваат со деца, ги подведуваат, макроа, дури му се одзема и имотот, и да се зголеми казна на луѓе кои работат со деца, значи дали се тоа здравствени работници, дали се тоа учители и така натаму, на минимум 10 одзема лиценца да може да работи со деца. Тоа мислам дека е за поздрав и тоа е како резултат на една борба во поддршка со медиумите. Не би рекол за сите, има некои медиуми кои навистина излегоа од контекст, но ние цело време ги подсетуваме за етичкиот кодекс на новинарите. Пред 2 години имавме со Хелсиншки едно званично соопштение дека идентитетот на детето, ситуација, боја на кожа, етничка припадност, се тоа треба да биде загарантирано, се со намера детето. Се што може да го идентификува детето, се разбира треба да се избегне. Добро, ви благодарам многу за учеството во оваа емисија на оваа многу важна тема. Се надевам дека и нашите гледачи ќе ја прифатат како еден наш позитивен, конструктивен придонес во борбата против оваа појава во нашата земја. Почитувани гледачи, останете со програмата на Алфа телевизија и пријатна вечер уште еднаш во име на емисијата Кино Око.